Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата Данс е Макабре со своето 484-то издание, кое што го именував со насловот Во името на Ромеро. Односно, за денешното издание одлучив да се задржиме конкретно на жанровскиот филм, со тоа што ќе оддадеме почет и на старата и на новата школа, истакнувајќи ги најкруцијалните елементи во култните остварувања и каде тие пред се имплементираат и усовршуваат во новите филмови. Поради таа побуда селектирав 5 филмови на хорор великанот Џорџ Ромеро и ги компарирав со 5 релативно понови остварувања кои на некој начин се компатибилни со неговите филмови кои ги селектирав и може да ги гледате како своевиден дабл фичер, односно како еден по друг, да си направите еден маратон со А и Б филм и да си приредите едно целовечерно филмско уживање. Некои се поклопуваат тематски, некои имаат поистоветување на рамниште на самата реализација, а кај некои па тоа поклопување е толку минорно што сепак е доволно за да се реализира отскокнувањето во истражувањето на проблематиката која што ја фаќаат. Така што тој има богата филмска кариера, меѓутоа за да бидеме по-концизни на најразлични тематски одредници кои што ги има допренос со своите дела, се обидов да селектирам 5 со 5, значи 5 филмови на Џорџ Ромеро и 5 филмови кои што се пандани на нив според мене, односно нешто што е создадено од поновата хорор продукција, кои што се компатибилни со овие филмови, кои може да се погледнат од една или од друга страна, со оглед на тоа да се види од каде се почнало со одредена проблематика и како денес се гледа на оваа проблематика. На почетокот на емисијата слушнавме 4 композиции кои што се наоѓаат на новото албумско остварување именувано како Flux на Попи, односно ја слушнавме Flux, синглката So Mean, Хистерија и Her. А во продолжение ќе слушнеме и On The Level, која што исто така се наоѓа на ова, ако не се лажам, 4-то албумско остварување на Попи, односно албум кој што го издаде по, според мене, најдоброто дело кој што би има I Disagree. Албум кој што за Flux конкретно е едно насочување повеќе кон New Wave елементи, кон пост-панк, кон поп-панк естетизацијата и воопшто дрим поп која што си ја поседува, меѓутоа е многу по смирен албум за разлика од тоа што беше I Disagree, кој што беше онака ревностен и бунтовен на дисторзирано рамниште, меѓутоа тука наоѓа начин да допре повеќе до поп-панкот, до New Wave-от, до шугейс елементи, има во употреба дури и на самата дисторзија и секако има електронска музика која ги засилува овие секвенции. Така што ова е комплетно поразличен албум од I Disagree и тоа е убавината кај Попи, што кога ќе одлучи да прави еден музички жанр или стил да навлезе, го прави со една финеса и потоа наредниот албум е комплетно различен или делом, парцијално различен, меѓутоа сепак добивате едно ново гледиште од нејзина страна и еден нов музички свет кој што таа ни го нуди. Данс е Макабре е емисија во која 13 сезони се зборува за уметност во борба против лицемерието, зависта и користолюбието, а тука уметниците се вистински херои, а не политичарите. Секој издание е на мала победа против шундот и апатијата и целта на емисијата е да ја доближи пред се квалитетниот филм и квалитетната музика до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечерва имаме закашано полноќен танц со смртта по 484 пат. Јас сум Златко Јелевски, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс е Макабре со своето 484-то палиндромско издание на Данс е Макабре, кај што решив да направам една спрега во филмската историја и да селектирам 5 реминесцентни дела на Џорџ и Ромеро,
кој почина во 2017 година, но зад себе остави една богата филмска кариера, во која остана дури 50 на нереализирани сценарија, колку добро што ја сватив низината сопруга по неколку пресизлегувања кои што ги имаше, така што штета за сите тие филмови кои не завршија на филмска лента или воопшто не завршија во дигитален формат. Меѓутоа се појавија неколку филмови постхумно, но сето тоа е до некаде недоработено, до некаде можеби зачеток на одредена идеја, со оглед на тоа што нели Ромеро имаше пред се проблем да ги финансира неговите филмови низ децениите и стана Ропи пред се жртва на концептот кој што самиот го создаде, односно Living Dead серијалот и зомби хорор филмовите кои што ги иновираше, односно беа негова иновација со неговиот потфат и правењето на овој филмски серијал, но за жал е препознаен само поради тие филмови кои, не ме сваѓате погрешно, се одлични и пред се значајни за самиот хорор жанр, но ќе се обидам во оваа емисија да доловам и диверзитет пред се во неговата филмска поетика, со оглед на тоа што и тоа како има што да каже овај автор за себе. Затоа избрав и 5 филмови од различен период на неговата кариера и ги споредив со 5 нови филмски остварувања кои што некаде се забележливи повеќе, некаде помалку никлуците на неговата естетика која што тој ја негувал и пред се тематските проблематики кои што тој ги разработувал. Нема да ви ја елаборирам неговата биографија, нема потреба од тоа, мислам, достапна ви е на сите, живееме во 21 век и пред се сакам делата да говорат за уметниците, но важно е за него да знаете во кратки црти дека е роден 1940 во Бронкс, татко шпанец, мајка литванка, пораснате во Њујорк, а како возрастен се преселува да живее и работи во Питсбург и станува дел пред се и синоним за самиот град, каде што огромен број на неговите филмови се снимени во Питсбург и реалните околу. Дел од дружината е на реформатори на хорор жанрот, кои во 60-тите и 70-тите биле составен дел нели од тие радикални телевичарски струи кои секогаш создавале социокритички творби и значи е составен дел од таа дружина на Лери Коен, на Џон Карпентер, на Џо Данте, на Џон Лендис, значи таа генерација на хорор режисери кои што и ден денес се великани и секој од нив и тоа како има значителен придонес за хорор жанрот и не би бил тој таков како што е, да не се нивните дела, меѓутоа секојаш имале острина во сопствените творби и по некоја социокритика наменета пред се на колективитетот. Мислам, забележете го само домовде каков коментар е тоа на манијата на конзумеризмот која што до ден денес е актуелна. Така што Ромеро знаел некаде посуптилно, некаде подиректно да ги упати неговите пораки кон аудиториумот и да го запраша, чека малце, што правиш, онака, да ги постави тие прашања и осветлувања и себереализација пред се, да се направи една пауза во киносалата и да се анализира човештвото и пред се општеството до каде е дојдено со вртлогот во кој што самите заглавуваме. Така што Ромеро е прилично значаен режисер и реформатор. Јас го нарекувам на хорор жанрот заради тоа што со неговите свежи идеи, со неговите коментари на расизмот, на класизмот, со таа некаква си извинувам борба за правење на една анализа на самото општество кое што преку неговите филмови може да го забележиме во мало или на големо, е еден од тие маркантни автори кои создаваат теми кои израснале генерации со нив. И затоа сметав дека во овој серијал на емисии кои што би биле посветени на великаните е одличен начин за да се направи таа спрега со денешницата и колку неговата оставштина всушност е релевантна и значајна за денешните, за модерните автори. Така што избрав 5 филмови, како што веќе ви напоминав, од кои што првата компарација би ја направиле со
неговото револуционерно дело Night of the Living Dead од 1968 година, филм кој започна Living Dead сексологијата, ако така може да се нарече, во кој мртвите нели се реанимирани и се обидуваат да нападнат една групација на жители во Пенсилванија кои што се забарикадируваат во една куќа во која настанува поделбата за тоа на кој начин пред се да се преживее нападот од зомбијата, со тоа што Дуейн Џонс, еден одличен извор на актер, смета дека подобро е да се забарикадираат сите прозорци и да остане на горниот спрат, за да може да се избега, а неговиот опонент смета дека подобро е да се забарикадираат во подрумот, кај што настанува расната и класна поделба. Епилогот е феноменален и обесчовечувачки со оглед на тоа што нели се третира последниот преживувач како да е составен дел од зомбијата и се фрлаат на едно купче додека не бидат запалени. Ќе го земам предвид само овој дел од серијалот, затоа што е култен и значаен за сето тоа што може да го погледнеме денес во The Walking Dead и Army of the Dead, значи и мал милион на зомби хорор филмови, сите тие треба да бидат благодарни и да симнат капа на сето тоа што Ромеро го направи со ова Living Dead сексологија и направи еден белек на себе стави за добро или за зло, луѓето да го препознаваат како кралот на зомбијата, што му ги затвори вратите за да демонстрира дека има што да каже и на други полиња. Меѓутоа направи драматичен и значаен исчекор за тоа колку неговиот филмски серијал е култен и значаен за денешницата, со оглед на тоа што нели е достапен за сите, баш поради таа лоша легислатива која што подлегнува самиот филм и денес може да се употребува сцени од него и можеби еден од најреферираните филмови во филмовите, со оглед на тоа што The Coming to Get You Barbara најверојатно ќе има, ако имате многу мал буџет во сопствениот филм, сакате да поминете со некаква си хорор референца во него без да треба да се платат авторски права заради тоа што нели не го регулирало на времето Ромеро и неговата екипа. Меѓутоа е еден Midnight класик филм кој што и воопшто самата емисија ме иницираше да ја реализирам благодарение на Night of the Animated Dead, мислам дека се викаше анимираниот филм кој што се појави непосредно, од можност да го гледам изминатите неколку денови, кој е буквално кадар за кадар анимиран филм, кој што се базира на ова маркантно филмско остварување. Меѓутоа, паралелата со Night of the Living Dead сакам да ја направам со Понтипул од 2008 година, наместо да споредувам нели со некој класичен зомби хорор филм или какви што нели ги има илјадници во денешницата, решив да издвојам еден уникатен филм во кој паралела можам да повлечам со ситуацијата нели на затвореност на ликови во мал простор, нели група на луѓе кои што треба да преживеат еден напад на зомбија. Канадски филм во режија на Брус Макдоналд, во кој еден радиоводител, налик радиоводителот кој што ја води оваа емисија, заклучува дека во надворешноста во Онтарио започнал да се шири еден смртоносен вирус кој ги зомбифицира луѓето, но не ја напушта нели радиоводител радиостаницата за да се соочи со нив, туку ги пренесува рапортите кои што ги добива и дава коментар на ситуацијата врз основа на аудио фајловите нели кои што може да ги забележи. Детеријацијата настанува на лингвистичко ниво најпрви, а потоа има физичка манифестација. Напнатоста е загарантирана баш поради карантинската поставеност во радиостаницата. Идеален е за гледање во овој период и е едно маркантно инди остварување кое што сметам дека се заборава од година во година, иако направи еден интересен потват во рамките на зомби хорор поджанрот, каде што докажа дека има аудитивно ширење на зомбификацијата, една интригантна
поставеност на чинителите во овој филм, кој што многу ретко ја забележувам дека се разработува. Секако ги имавме адаптациите, нели, на The Cell или па The Signal, кои што исто така со помош на фреквенциите се шират, нели, тие запоседнување на реанимираните или анимираните човечки тела, како сакате. Меѓутоа, Понтипул ми е некако едно подзаборавено филмско остварување кое што налик Night of the Living Dead можам да ја направам таа паралела, дека да, групација на луѓе кои мора да преживеат за да може да се соочат со последиците на апокалипсата, иако неизбежно е инфицирањето со оглед на тоа што се пренесува вирусот на овај или на тој начин. Вториот филм кој што го избрав на Ромеро е Season of the Witch од 1973 година, снимен како Hungry Wives, објавен како Jack's Wife и преименуван во Season of the Witch кога се редистрибуира, кога веќе името на Ромеро станува препознатливо за жанровскиот филм, односно филм кој дава силен коментар за женската емансипација со оглед на тоа што една несреќна и пред се незадоволена домаќинка, чија што полнолетна ќерка, нели, ќе го напушти веќе домот за на факултета, несиниот сопруг е незаинтересиран за неа и бара за анимација која би ја исполнила и вештерството го пополнува тој јас, односно таа празнина која што има во незиниот живот. Секако дека може би Бел де Жур е најсоодветен филм за споредување, но јас одлучив овој female empowerment кој што го разработува филмот да биде паралелизиран со еден друг модерен филм во кој исто така поигрувањето со вештерството си носи своји последици, како што таков е и случајот, нели, со Season of the Witch. Филмот кој што, нели, ја знаете, фамозната композиција на Донован, на која што може да ја слушнете и во самиот филм, а негова паралела со денешницата правам со The Love Witch од 2016 година на Ана Билер. Во овој филм Саманта Робинсон ја глуми самоуверената вештерка која ги лови незините љубовници со помош на љубовна магија, но откако ќе општи со нив, тие полудуваат и умираат, па на крај завршува со повеќе мртви тела, нели, отколку што може таа самата да се справи со нив. Филм со раскошни пастелни бои кои се обидуваат да долови буквално естетика на 60-тите и 70-тите години, иако е снимен во денешницата. Значи не го гледате на Жан Ролен филм или некаква си прекрасна богата на техниколор она варијација на фотографија која што е евоцира пред се спомени на 70-тите и естетиката која што се доловувала во овие филмови од таа периодизација, не знам, Вампирос Лесбос и се вкупниот тој серијал на филмови ми е аналоген на потребата да се искористува овој ракурс и пред се поигрувањето со магиите за добивање на една собствена сексуална либерализација. Сметам дека е заедничка тема и на Love Witch и на Season of the Witch, но и двата си имаат, нели, своји последици кои што протагонистките треба да подлегнат со оглед на тоа што сакаат да си поигруваат со правилата на природата кои ги кршат, по уверение на тоа што ја земаат судбината во нивните раце. Така што одлична комбинација според мене сметам дека е Season of the Witch од 73-та со The Love Witch од 2016-та, да ги погледнете еден по друг и да погледнете како вештерството има удел во животот на домаќинките во минатото и денес. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза, имено во продолжение ги слушаме A Pale Horse Named Death. Ќе слушнеме три композиции кои што се наоѓаат на нивниот нов студиски албум Infernum in Terra. Станува збор за бенд кој што го предводи Џон Кели, односно тапанарот на Type O Negative, така што може да очекувате
спор и моќен риф и разлекување на песната со овој дум призвук. Четврт студиски албум на A Pale Horse Named Dead, според мене се уште Lay My Soul to Waste е ненадменлив албум од 2013-та, меѓутоа со ова остварување докажува дека знаат и тие да дадат свој подпис на времето во кое што живееме, со оглед на тоа што апокалиптичните визии им се погодни за тие цели. Од овој албум ќе слушнеме Believe in Something, You Are Lost, Lucifer's Son и Slave to the Master. Три композиции кои што баш тоа сведочат за спорадичниот надоаѓачки одек на апокалипсата која што ја предвидува A Pale Horse Named Dead. Потоа се враќам да ви говорам за преостанатите три филмови, односно 6 споредби кои што ќе 6 филмови и 3 споредби кои што ќе бидат реализирани во рамките на ова издание на Данс е Макабре. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс е Макабре со своето 484-то издание, именувано како Во името на Ромеро, односно правам компарација помеѓу три култни остварувања на Џорџ Ромеро и 5 модерни филмски остварувања кои што имаат некакви си заеднички именители за да се воспостави оваа спрега помеѓу нив. А третиот филм кој што го избрав од Ромеро е филмот Мартин од 1977 година. Ромеро не само што е реформатор на зомби хорор филмовите, туку тој иницираше една струја на вампирски хорор филмови, ситуирани во модерно доба, кај што дискутабилен е пред се третманот на вампиризмот како архаична клетва, туку е ставен во некаква си конвенција на модерна болест со која мора да се справуваат незините носители пред се. Џон Амплас го глуми младиот човек кој смета дека е 84 годишен вампир, кому му е потребна крв за да преживее, а всушност Мартин е воајер и убиец кој демне и убива жени. Со помош на жилетот им ги сече нивните вени и ја пие нивната крв. Еден социопат кој што е навлечен на крв, и секако дека овој филм стави еден голем белег пред се на вампирскиот хорор поджанр и во 90-тите филмовите како The Addiction на Абел Ферара или па Наџа ја продолжуваат оваа нишка на вампиризам кој што се третира како болест, која што ја потврди и Midnight Sun или Lovers Left Alive. Меѓутоа ќе напоменам пред се еден друг филм кој е исто така независно хорор остварување, инди филмче именувано како The Transfiguration од 2016 година, режирано од страна на Майкл Ошеа, во кој што Ерик Рафин е фасцинирано момче со вампирскиот фолклор, ќе се запознае со Софи и ќе посака со неа да ја помеша реалноста со неговите вампирски предсе фантазии и тенденции. Најпрвин во колекцијата на ВХС филмови на момчето Мајло, кој што го глуми Ерик, го поседува Мартин на Ромеро. Значи, помеѓу ВХС лентите се наоѓа и овој филм, се разбира, тука е и The Addiction, тука е и Наѓа, тука се бројни вампирски хорор филмови кои што ги има Мајло во неговата колекција, така што паралелата е неминовна, значи буквално со ова реферирање на физичкото присуство на самиот Мартин во Transfiguration. Меѓутоа, ова е coming of age филм со коментар пред се на лошите услови во предградието во кое што живеат младите, кај што владее беззаконие и криминал, нивниот живот постојано е доведен во прашање, постојано закана пред се, за на крај да го поистоветам вампирскиот нарав на Мајло со Мартин, стремејќи се да зачекори пред се самиот Мајло по неговите стапки, таа фасцинација која што ја имам социопатот Мартин со концептот на вампиризмот, и Мајло посакува да
биде тој вампир од грофот кој што ќе може да се прехрани со крвта на неговите жртви, меѓутоа на крајот на денот остануваат само жртвите и модерното општество во кое што многу потешко е да се отстранат мртвите тела, отколку во филмовите во кои што нели грофо Дракула и си имал цел дворец за располагање и имал можности кога и каде да ги отстрани труповите на неговите жртви, меѓутоа денес е многу покомплицирано за модерните вампири да може да се отстранат со исцицаните тела на нивните жртви. Мислам, погледнете ја само серијата What We Do in the Shadows и ќе забележите со каква проблематика несмасните вампири денес се соочуваат. Меѓутоа, ова е едно сериозно инди остварување кое што кружеше на бројни филмски фестивали, кое дава еден силен коментар за самото мало во кое што се раѓа потребата на мајло да биде прифатен во некаква си заедница, да биде дел од тие патувачки вампири на Near Dark, не знам, да биде дел од некаква си поголема целина, заради тоа што има потреба да припаѓа со своите истомисленици, заради тоа што сепак ова се маргиналци на општеството кои ја чувствува таа нужност за зближување, може би најмногу со нивните жртви пред да им ги одземат животите, меѓутоа сепак сакаат да бидат составен дел од некаква си поголема целина. Така што паралелата на Мартин од 1977 е The Transfiguration од 2016. Четвртиот филм на Ромеро е антологијата Creepshow од 1982 година, која што ја селектирав, кај што Стивен Кинг и Ромеро се фатија да направат една нивна екранизација на верзијата на EC Comics, односно на една хорор антологија која за бројни генерации представуваше буквално премин, односно влез од детството во хорор филмот воопшто. Ќе ги забележите во оваа антологија и Хал Холбрук, и Адриан Барбо, и Лесли Нилсен, и Тед Дансон, и Ед Харис, па дури и Стивен Кинг во улогите, сегменти кај што нели се враќаат мртвите татковци или па сопрузите ги закупуваат нивните нели жени љубовнички. Но ќе го запамтите блесавиот Кинг и метеоритот кој што паѓа во неговиот двор, или па последната приказна со лепарките и богаташот кој што е впечатлива баш поради грозотијата која избира во белилото на неговиот дом, на тој джернофоб, како и стравичниот монструм, нели, со многу заби, кој што е создаден од Том Савини, ако не се лажам. Бројни антологии се појавени од тогаш, конкретно хорор жанрот од Амикус до ден денес има врвни достигнувања кои што може да се вклучат за и да се бројат во рамките на оваа паралела, дури и се појави еден прекрасен документарен филм кој конкретно го опфаќа феноменот на хорор антологиите, кој мислам дека Северин го работија Tales of the Uncanny или така нешто беше неговиот наслов, кој што исто го гледа пред неколку недели, кој што одлично ги доловува концепциите, потребите кои ги имаат зацртано антологиите пред себе и обликувањето на овие кратки филмови во една поголема целина со соодветна рамка. Така што има бројни антологии кои се појави и пред Creepshow и по Creepshow. Creepshow дури има и своја ТВ серија, каде што Криперот нели во оваа антологија ја работи пред се Грег Никотеро и има бројни пред се квалитетни антолошки концепти кои што се разработени во модерно доба, од Masters of Horror до Theater Bizarre, кои што се успешно спроведени. Creepshow дури, ако не се лажам, имаше и свое комплетирање на втора сезона во ова лето, така што си функционира и паралелата со самата ТВ серија. Меѓутоа, јас го издвоив од сите тие антолошки пристапи, може би еден од филмовите кои што најмалку сум обрнал внимание во оваа емисија, а тоа е The Mortuary Collection од 2019 година, која што е една од последните впечатливи хорор антологии кои ги имам погледнато, кои што, може би имаат и комична рамка, не толку нагласена, како што таа е во Creepshow, со оглед на тоа што имаме погребувач кој ги поврзува животните приказни на починатите тела,
во неговата мртовечница. Рајан Спиндел е режисерот на оваа антологија и иако може би е скер пекеч, еден од филмовите на кои што повеќе сум обрнал внимание во рамките на емисијата, кој што би бил посоодветен за споредување баш поради тие комични секвенции, сцени во антолошките винјети, сметам дека ова колекција е пострашна најпрвин и содржи поексплицитни приказни со постравичен пристап и пред се кинематографија, односно фотографија која што е многу повпечатлива, која што можеби младите гледачи подобро ќе ги воведе во светот на возрастните, односно во светот на хорор жанрот за R-rated и NC-17 филмовите, со оглед на тоа што има по сериозна проблематика која што ја разработуваат фрагментите во неа. Кленси Браун ја предводи оваа антологија во која мртвите говорат со нивните премолчени трауми, значи имате ритуали, жртви, убиства во изобилие и ќе добиете една стравична призма низ која што се влегува во животите на веќе умрените. Не се кој знае колку иновативни кои што ќе се издвојат од другите, меѓутоа функционираат како една содржајна целина, заради тоа што се солидно изведени самите архетипи и тоа што најмногу ме врзува со паралелата со Крипшоу е тоа што е работено исто така од еден режисер. Како што Крипшоу е работено од Джордж Ромеро, така и Рајан Спиндел е човекот кој што стои зад Mortuary Collection, заради тоа што кога ќе се меандрира самата антологија, доколку се расплини на повеќе режисери кои што секој од нив си има свој сензибилитет, секој си има свој белек на нивниот начин на создавање на делата кои што ќе се двојат и потоа ќе биде проблематично се стават во рамката, меѓутоа кога еден режисер ја има контролата на севкупната антологија, да, можеби е покохезивна целината сама по себе, можеби е баш и тука и лежи неинвентивност заради тоа што нема повеќе гласови, освен ако е шизофренија во прашање, која што би можело да даде некаква си поразлични погледи на разработувањето на одредена проблематика, меѓутоа баш поради таа конзистентност The Mortuary Collection мислам дека е најдобар пандан на Крипшоу од 2019 година. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, во продолжение го слушаме очигледно најагресивниот бенд за денес во емисијата, а тоа се повратниците во мртовечните сали, односно Каркас, кои што го снимаат нивното ново албумско остварување Torn Arteries. Станува збор за бенд кој што го издава својот 7-ми студиски албум, значи дед метал великаните од Британија Каркас, кој, ако не се лажам, беше 8 години по бремек делото Surgical Steel од 2013 година. Джеф Уокер, Бил Стир и Даниел Уилдинг создаваат 11 ајде со NWO Behead композицијата која што е додатна на албумот. Тоа се 11 моќни композиции кои што бликаат со нивните дисторзии и игривоста. Доколку ја погледнете обивката на албумот, ќе забележите, се разбира дека внатрешните органи се вечна инспирација за Каркас. Овој пат ќе забележите едно откорнато срце, каде што артериите се прикажани и вените се прикажани со помош на зеленчук, што е едно прекрасно и иновативно решение кој игривите Каркас која знаеле да го направат. Така што Dance of the X-Step ја слушаме, Eleanor Rigor Mortis, Killis Meat Emporium, Wake Up and Smell the Carcass, KV Temptor, и ако имаме време ќе ја слушаме NWO Behead, чисто колку да забележите колку се моќни овие великани на Dead Metal призвукот. Ги слушаме Докторите Каркас. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дансе Макабре со своето палиндромско 484-то издание, посветено на великанот на жанровскиот филм Джордж Ромеро, именувано според самиот назив на авторот, односно во името на Ромеро, во кое што ви приведев избор на
5 негови филмови и нивни пандани од денешницата, со тоа што во изминатите сегменти говорев за 8 филмови, преостана уште еден кој го селектирав од неговата богата филмографија. Се разбира, кога се прави селекција во животот, голем дел на работи треба да излезат од самиот избор, меѓутоа силината е во тие наслови кои што ќе ги изберете. Значи, селекцијата си има своја тежина и баш поради тоа што не баш се може да биде опфатено, тука лежи и јачината на самиот избор. А петтиот филм од Ромеро, кој што сакам да го истагнам и паралелизирам, е филмот Бруисер од 2000 година. А во минатото, кога имаше ТВ маратони на нашите телевизии, сум гледал неколку филмови на Ромеро, вклучувајќи го нели Dark Half и Брузер и уште неколку, кои што без да знам нели кој е Ромеро воопшто, но ден денес овој филм ми е синоним за реваншистички филм во кој Джейсон Флеминг, кој цел живот е изигран и од неговиот предпоставен, глумен од Питер Стормер, и од неговата неверна сопруга, наоѓа маска без контури, која еден ден му се лепи на неговото лице и која му дава анонимност од една страна и од друга страна може да ја изврши непречено својата одмазда кон сите луѓе кои што му сгрешиле. За да се присетите на филмот, само да ме подсетам дека култниот панк-рок бенд Misfits ја изведуваат насловната песна на Бина и ја размрдуваат публиката на еден од нивните настапи, кои што се синоним нели, за самото носење на маски, што е еден од белезите нели, на овој бенд. Реваншистички филмови има еден куп и кој да се спомне, например, од Rape Revenge милието на поджанрот, нема да се направи никаква грешка доколку се паралелизира со Бруисер, заради тоа што нели тука настанува некакво изигрување на емоционално интелектуално ниво, а во Rape Revenge дури е телесно, односно со самиот процес на силувањето веќе се прави еден физички атак врз туѓо тело, меѓутоа јас ја барав таа надприродна нишка која може да го иницира одмаздолюбието, како што нели е таа магична маска која што еден ден му ја дава таа слобода да може да ги реализира неговите предсеубиствени наезди кои што ги има и одмаздолюбиви пориви. Па баш поради тој чинител кој што ми беше клучен за правење на оваа паралела, го избирам доста новото филмско остварување Sound of Violence од 2021 година во режија на Алекс Ноер, кај што Джасмин Савој Браун ја глуми Алексис, на која што и се враќа слухот кога ќе бидат убиени незините родители пред незините очи, па по тоа сведоштво таа добива синестетички моќи, односно па затоа кога ќе биде изложена или ќе предизвика насилство, создава, односно според неа, прекрасни композиции, една симфонија на какофонија, ако така веќе сакате, кој што ги доживува екстатично, бидејќи бликаат бои на сите страни и за потребите на незините творби, нели, мора да асистираат незините блиски, кои ќе завршат под справите за измачување, односно незините крвави дирки и струни. Така што тука е земен елементот на компонирањето, односно создавањето на музика, како составен дел за извршување на некаква си поблага верзија на реваншизам, со оглед на тоа што нема толку ниту активен социјален живот, ниту па некакво си големо друштво или дел од фамилија кој што има сгрешено на главниот лик. Тука е слаба според мене со самиот Брузер, меѓутоа надприродниот елемент кој што го внесува ова какофонично компонирање, односно овој судир на звуци кои што за останатите би звучеле нападно и не би образувале некаква си значителна целина, ниту па некаква си целесообразно дело. Ова ентропија на звучното рамниште кај ликот кој што кај Алексис, кај ликот кој што глуми Джасмин, предизвикува некаков си воодушевување, вознес, едноставно восхитување од мешањето на звуците и боите кои што се случуваат во незината глава. Така што тука
ја доживува таа екзалтација, таа оргазмичност самиот лик и како и секоја завист си раѓа потреба за дополнително извршување на насилни чинови за повторно и повторно да може нели да го брка змејот, да ужива во ова сласт која што предизвикува за неа пред се компонирањето. Така што елементот на надприродното во изведбата на убиствата е некаква ситенка паралела која што можам да ја направам помеѓу неправедно заборавениот филм Брузер на Ромеро и Sound of Violence од 2021 година, односно Sound of Violence, ако не се лажам, беше преименуван од страна на дистрибутерите и како кондактор може да го пронајдете и под тој назив. Меѓутоа, во текот на емисијата се трудев да најдам и по-независни, по-инди хорор остварувања кои што не се можеби на прва топка филмовите кои што би ви паднале кога би се паралелизирале култни дела и сами по себе нели нема да ја има таа силина, односно таа моќност да го стават белегот кој што го имаат направено овие реминесцентни творби на Џорџ Ромеро, меѓутоа сепак земете предвид дека и тој почнува од нула и почнува од ништо и најчесто ова се први остварувања на режисерите и режисерките кои што стојат за нив. Така што ја има потребата за докажување, ја има иновативноста во поглед на пристапот кој што автентичниот пристап кој што го имаат на овие проблематики и секако симнувањето на капата кон великанот Ромеро е нужно за да може да се оди еден чекор напред, за да се излезе надвор од формите на кои што веќе сме навикнати во удобноста на тоа што знаеме дека представува хорор жанрот, да се скршат правилата за да се создадат нови кои што повторно би ги прекршиле, нели, како што уметноста треба да се надоградува. Така што ова се само неколку наслови кои сметам дека се синоним на култните дела на Ромеро, значи повторуваме Night of the Living Dead наспроти Pontypool, Season of the Witch наспроти The Love Witch, Мартин наспроти The Transfiguration, Creepshow наспроти The Mortuary Collection и Bruiser наспроти Sounds of Violence. За крајот на емисијата ќе слушнеме одек на пост-рок великаните Моно, односно ќе слушнеме неколку композиции кои што се наоѓаат на нивното, ако не се лажам, 11-то или така нешто албумско остварување, значи веќе нивниот број на изданија е преобемен со оглед на тоа што постојат веќе издаваат веќе 20 години. Pilgrimage of the Soul е насловот на ова албумско остварување, од кое што се разбира доколку имаме простор и време, би ги слушнале композициите To See a World и The Algoris, односно две прекрасни реминесцентни композиции за сето тоа што умеат Моно со нивниот прекрасен построк, експериментален призвук, односно со поигрувањето со сите тие дисторзии, педали, дилеи, реверб во нивните творби да сликаат со нотите, односно да воспостават некаква си синестезија, како што веќе тоа беше образувано во еден од филмовите кои ги компарирав денес со делата на Ромеро, односно да прикажете ни прекрасни звучни пейсажи кои што си влеча со себе една посебна визуализација. Така што за крајот на емисијата ги слушаме Моно со композиции од Pilgrimage of the Soul. А јас сум Затко Јелевски и го затворам 484-тиот гримоар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание, гледајте хорор филмови и плашете се. Чао, чао.